Правда за децата е одраз на степенот на човечноста на нашите правни системи, посочи шефот на делегацијата на Европската унија Аиво Ора. Системот за малолетничка правда кој добро функционира може да представува пример за целокупниот правосуден систем на земјата. Беше поставена солидна основа во оваа област и тоа ќе обезбеди соодветно завршување на тековните реформи, а уште повеќе за одржливата имплементација, односно спроведување на истите. Младите луѓе кои доаѓаат во судир со законот имаат можност да ги користат погодностите на законот за малолетничка правда кој пропишува различен третман на малолетниците од третманот на возрастните во казнено-поправните институции. Целта на законот е да ги заштити малолетниците од криминал, насилство, загрозување на нивните слободи и права, од дејствија кои по закон се кривични дела, да се грижи за нивниот правилен развој, социјализација, воспитување и превоспитување. Постапката возможува примена на мерки не само кон детето, туку и кон неговото семејство. Едновремено ќе имаме ефикасен инструмент кој што ќе ни покаже како на терен функционира законот за малолетничка правда и дали истиот закон е навистина придонесува за подобрување, односно унапредување на правата на децата, што значи во пракса. Министерот за правда Блерин Бреџети посочи дека превенцијата за заштита на децата од виктимизација и криминализација се основни цели на реформата на малолетничката правда. Од започнувањето со примената на овој закон, реализирани се бројни активности во насока на создавање на услови за ефикасна примена на законот. Мултидисциплинарниот пристап и развој на превентивни програми за малолетничко престапништво создаваат можност за побрзо идентификување на проблемите и фактори на ризик. Успехот на превенција најдобро се гледа во пилот програмата за менторство со нулта стапка на повторништво кај децата кои што се здружиле со ментор. Од самиот почеток на менторската програма до овој момент ниту едно дете нема извршено кривично дело. Заменик министерот за внатрешни работи Джилик Бајрами посочи дека суштинските приоритети на секој општество треба да бидат грижата и заштитата на децата со цел да се обезбеди подобра и поквалитетна иднина за следните генерации. Министерството за внатрешни работи во изминатиот период ги преземаше сите неопходни чекори, согласно верификуваните меѓународни конвенции и протоколи во насока на целосно организацијско операционализирање на активностите во оваа сфера, рече Бајрами. Тој додаде дека МВР особено се фокусираше на превенција на малолетничкото престапништво како еден од клучните аспекти во спречување на криминалот во општеството. Заменик министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими истакна дека проектот Правда за деца успешно одговара на поголем број поставени цели. Стратешките цели на Министерството за труд и социјална политика во наредниот период вклучуваат зајакнување на капацитетите на институциите, развој на стандарди, соработка на национално и локално ниво, јакнење на регулативна рамка како и одржување на обилки, рече Ибрахим. Во своето обраќање представникот на УНИЦЕФ Шелдон Јет изјави дека сите деца без разлика дали сториле некое дело или се жртви, мора во целост да бидат заштитени нивните права. Без сомнеж, партнерството помеѓу Европската унија, УНИЦЕФ и владата го овозможи исполнувањето на правата на оние деца кои што се во судир или во контакт со законот. Меѓутоа, подеднакво јасно е дека имаме и понатамошни нови предизвици со кои што треба да се справиме. На конференцијата учествуваа и тим од практичари и експерти кои се осврнаа на состојбата со реформите за поблиско согласување на правосудниот систем во Европската унија и меѓународните стандарди за малолетничка правда.